Кратки најави за денес. Струга да ги почитува препораките за заштита на природното и културното наследство, порачаа експертите на Бернската Рамсарската конвенција и ЮНЕСКО. Фонтаната на плоштадот Крушевска република заминува во историјата. И годинава ќе има типизирани куќарки на кејот за продажба на храна и сувенири. Охрид представен на сајмот за туризам и спорт во Приштина. Фестивалот Охридско лето на високото 5-то место меѓу 140 фестивали на Европската фестивалска асоциација. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и студено со пад на дневната температура на 14 степени Целзиусови. Во петок во северните и источните делови на Европа ќе преовладува претежно сончево и студено време со температури кои што не се вообичаени за овој период. Сончево и многу топло време се очекува на Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров. Во западните и централните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и студено. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 21 степен. Во Македонија во петок студено утро со појава на слаб мраз и ниски утрински температури кои што не се вообичаени за овој период од годината и ќе се движат во интервал од -5 до 5 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 22 степени. Во Охрид во петок по студеното утро и температура од само 0 степени Целзиусови. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и свежо време. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура во Охрид утре ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната до 15. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди, а во попладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 18 степени. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Утринската температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусното печиво од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Експертите на Бернската Рамсарската конвенција УНЕСКО при денешната посета на Струшкиот регион порача и Струга мора да ги почитува препораките за заштита на природното и културното наследство. Според експертите, бројот на дивоградби во Струшко е голем. Мора да се опре претераната урбанизација и да се изнајде начин за развој на одржлив туризам. Сите добронамерни критики се добре дојдени, рече градоначалникот Мерко, кој тврди дека локалната интензивно работи на зачувување на природното и културно наследство, но според него покрај заштитата мора да се овозможи и развој на туризмот. И Струга мора да ги почитува препораките за зачувување на статусот на Охридскиот регион како светско природно и културно наследство, порачаа експертите од Бернската и Рамсарската конвенција и ЮНЕСКО, кои денес беа во посета на Струшкиот регион. Според нив, бројот на дивоградби во Струшко е голем, мора да се опре претераната урбанизација и да се изнајде начин за развој на одржлив туризам. Една од препораките за Струга, но и за целиот регион е да се направи тело кое на терен ќе управува со светското наследство во регионот и ќе ги спроведува сите препораки од еминентните конвенции ЮНЕСКО. Струга е дио Охрида, то не е различно. Струга е дел од Охрид. Тоа не е различно подрачје, така што ќе се обидеме да објасниме дека може да има развој, може да има туризам. Само дека ќе мораме сите, значи оние кои се занимаваме со тоа подрачје, да обстане како исклучителна природно и културно наследство. Но и оние кои гледаат некаков напредок само во масовен туризам или градби, ќе мора да изнајдеме заеднички компромис, вели Андреј Шовинц од Бернската конвенција. Сите добронамерни критики се добре дојдени, вели градоначалникот Мерко, кој додава дека локалната интензивно работи на зачувување на природното и културното наследство. Првиот човек на Струга подвлекува дека покрај заштитата мора да се овозможи развој на туризмот. Секоја сугестија ќе го прифатиме како да го зачуваме природата. Неминовно. Но мора да гледаме и другиот дел. Економскиот развој на градовите. Овие градови обстојат со туризам. Мерко вели во Струшко нема загадување на Охридското езеро. Целото крајбрежје е покриено со колекторски систем, освен од Еленкамен до Радожда, но и тој проект наскоро ќе отпочне. Продажбата на храна од типизираните куќарки на Кеј Македонија за некој добро, за други лошо решение. Дел од граѓаните го оправдуваат затоа што дава можност за заработка во летната сезона. Други пак негодуваат дека локацијата е несреќно решение и улицата се претвора во панаѓур. Тоа е прашање на различни вкусови на граѓаните, но издавањето на урбана опрема за продажба на храна на Кеј Македонија за познавачите на правото е проблематично од аспект на законитоста и се коси за законот за угостителска дејност. Во туристички Охрид постојано е актуелна темата за панаѓурскиот изглед на Кеј Македонија за време на летната сезона. Дел од граѓаните негодуваат дека на најголем дел од урбаната опрема не е местото тука. На други не им смета и додаваат дека на лето треба да се заработува. И ова лето на Кеј Македонија ќе се издаваат типизирани куќарки за продажба на храна и пијалоци. Граѓаните со поделени мислења за тоа. Мене лично не. Така? Да. Не знам дали грешам ли стварно. Никаде. Продавници има. Ама треба и некој да работи, да заработи. Некаде треба да се. Значи, треба луѓе да дојдат до некоја работа. Секој сакат сега што ќе напред да заработат, да може да презимит. Значи, за мене е во ред, ама можда малку потака, кај што беа лани. Но не е проблемот само во тоа што Охрид никако не успева да го надмине панаѓурскиот изглед во сезона, што е можеби и прашање на вкусови, за некои добро, за други лошо. Туку издавањето на урбана опрема за продажба на храна е проблематично и во поглед на легислативата. Познатиот охридски адвокат Драган Гоџо реагира со допис до ТВМ дека огласот за издавање урбана опрема за продажба на храна е незаконит и е спротивен на законот за угостителска дејност. Право да учествуваат на огласот има секое правно лице со регистрирано деловно седиште во општина Охрид и физичко лице жител на Охрид. Во реакцијата до ТВМ, Гоџо наведува членови од законот, член 4а, според кои физички лица може да бидат угостители само ако издаваат куќи, апартмани, соби. Угостителски услуги не смеат да се даваат во киосци, туку само во подвижни објекти, на сопствен погон или влечно. При што градоначалникот може да определи локации за подвижни објекти само за време на саеми,
панаѓури или други манифестации. Во центар на Охрид нема такви настапи преку целото лето, посочува адвокатот во дописот до ТВМ. Издавањето на типизираните куќарки за продажба на храна на Кеј Македонија е проблематично и од други аспекти. Адвокатот наведува дека закупец може да биде и продавач на храна кој нема регистрирана фирма, ниту се регистрирани за вршење угостителска дејност. Киосците немаат минимални хигиенско-технички услови за подготовка на храна, какви што се бараат од угостителите, не се издаваат фискални сметки, со што се врши данъчно затајување, поттикнато од општината. И на крај, не помалку важен е моментот дека се создава нелојална конкуренција на угостителите. Дел од угостителските објекти пак на Кеј Македонија, кои ги контактиравме во врска со оваа тема, велат дека генерално се за поставување урбана опрема типизирани куќарки, но само за продажба на сувенири, а не и за храна, како и тоа дека треба да се одреди друга по соодветна локација. Нивните главни забелешки за сегашното решение се однесуваат пред се на хигиенските услови за подготовка и ракување со храна, како и попречување на визурата на кеот, односно на видикот од нивните објекти. При тоа подсетуваат дека тие работат 365 денови во годината и плаќаат давачки кон општината, а закупците на урбаната опрема работат само во сезона на шеталиштето. Сметаат дека локалната власт треба да размисли за посоодветна локација, каде со вакви типизирани објекти за сувенири ќе се додаде содржина за гостите во Охрид и кои ќе работат преку целата година. Инаку, куќарките се издаваат по пат на електронско јавно надавање, врз основа на објавен оглас од страна на јавното претпријатие Градски пазар. Во врска со овие забелешки ТВМ побара став, коментар од општина Охрид и јавното претпријатие Градски пазар пред една недела, но не добивме никаков повратен одговор. Денес пак, од ова јавно претпријатие информираа дека огласот се поништува, согласно заклучокот и одлуката на управниот одбор на јавното претпријатие Градски пазар Охрид. Неофицијално, огласот е поништен поради увидени неправилности и се очекува објава на нов оглас по скратена постапка. Граѓаните кои веќе поднеле пријави ќе бидат телефонски известени за периодот кога ќе може да ги подигнат документите со кои аплицирале. Се отстранува фонтаната на плоштадот Крушевска република. За овој плоштад локалната има проект за реконструкција тежок 47 милиони денари. Утрово, градежна механизација започна со отстранување на фонтаната кај Чинарот. Побаравме информација од општина Охрид дали со тоа започнуваат подготовките за реконструкцијата на плоштадот Крушевска република, што беше ветен проект во изборната програма на градоначалникот Кирил Пецаков. Од Фондот за комунален развој велат дека засега само ќе се отстрани фонтаната. Реконструкција на плоштадот Крушевска република е капитален проект вреден 47 милиони денари. Плоштадот Крушевска република според проектот ќе добие нов и модерен изглед со нова урбана опрема, канделабри, осветлување со лед светилки, фонтана, садници и клупи, канти за отпадоци, најави градоначалникот Пецаков во јануари годинава. Од страна на Националната установа Завод и музеј Охрид претходно беа спроведени археолошки истражувања за утврдување дали има археолошки материјал на локацијата со цел добивање одобрение за реконструкција. Фонтаната беше подарок за град Охрид од АД Охридска банка Охрид. Фестивалот Охридско лето на високото 5-то место меѓу 140 фестивали членки на Европската фестивалска асоциација. Директорката Наташа Поповик изминативе 4 дена ги презентираше успесите на фестивалот Охридско лето на самот на уметнички фестивали во Гирона, Шпанија, во чии рамки се одржа и 70-тото Генерално собрание на Европската фестивалска асоциација. Самит на уметнички фестивали во Гирона, Шпанија, во чии рамки се одржа и 70-тото Генерално собрание на Европската фестивалска асоциација. Пред првите луѓе на ЕФА и над 300 делегати и представници на најдобрите европски фестивали, директорката на Националната установа Охридско лето, Наташа Поповик, зборуваше за богатата историја на фестивалот во градот кој е духовен центар на македонската култура. Културата, уметноста и традицијата го опишуваат кодот на секој народ и зборуваат за неговото постоење низ вековите, неговата посебност и специфичност. Токму Охридско лето е кодот на културата на Балканот, најголемиот промотор на соработка на новата визија на иницијативата Отворен Балкан, која отвара нова култура. Фестивалот Охридско лето е специфичен и посебен, препознатлив и единствен на нашите простори како еден од најистакнатите културни настани во Европа и светот. Фестивал со вековна отвореност кон културите, создавајќи духовна интеракција во размената на светските добра, кажа во својот говор директорката Поповик.
На 4-дневниот собир во Гирона и Паралада, Поповик оствари и бројни средби на кои беше потенцирана улогата на уметноста, фестивалите и фестивалските чинители во општеството. Охридско лето со секое фестивалско издание се качува скалило погоре во светот на уметноста, а потврда за тоа е високото 5-то место меѓу 140 фестивали и членки на ЕФА. Охрид представен на Саемот за туризам и спорт во Приштина. Саемот е одлична можност за презентација на туристичката понуда на косовскиот пазар, како и можност за остварување на соработка и на спортски план. Општина Охрид од 27 до 28 април учествува на Саемот за туризам и спорт кој се одржува во Приштина, Република Косово. Помеѓу голем број на излагачи од регионот, штандот на Општина Охрид предизвика голем интерес како од туристички, така и од спортски аспект. Штандот го посетија заменик министерката за култура и спорт на Косово, председателот на Олимпискиот комитет на Косово, председателот на Туристичката комора на Косово и други. Посетителите покажаа интерес за туристичката понуда на Охрид, а воедно и за спортските активности кои се одржуваат во нашиот град. Посебна промоција се направи за новиот спортско-туристички настан Охрид Water Festival, кој во Охрид ќе се одржи од 18 до 27 август, при што беа остварени средби со организација од областа на спортот кои би зеле учество на активностите во рамките на овој фестивал. Покрај овој фестивал промовирани беа и други спортски настани кои во наредниот период ќе се одржуваат во Охрид, како Охрид трчат, фудбалски, кошаркарски турнири и други спортски манифестации. Во Охрид, со состанокот на мрежата на Монтреалскиот протокол за супстанците што ја осиромашуваат озонската обвивка, одбележана 20 годишнината од незиното формирање. Трети состанок на мрежата на Монтреалскиот протокол за земјите од Европа и Централна Азија, кој до 29 април се одржува во Охрид за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка. Во рамки на настанот на Министерството за животна средина и просторно планирање му беше доделена награда за успешно координирање на активностите поврзани со имплементација на Монтреалскиот протокол. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова во своето обраќање истакна дека Министерството за животна средина во последните 26 години вложува континуирани напори за намалување и елиминирање на супстанциите кои осиромашуваат озонската обвивка. Со состанокот на земјите од Европа и Централна Азија се одбележува 20 годишнината од првиот состанок на мрежата, кој возможува континуирана соработка и споделување на искуства при имплементација на протоколот. Интересно е да се напомене дека оваа регионална мрежа е формирана токму во Охрид пред 20 години на иницијатива на нашата земја. Поради големиот интерес, несватената цивилизација повторно на репертоарот на Центарот за култура Григор Прличев. Утре, 28 април, со почеток во 20 часот, повторно пред Охриѓани ќе биде изведена представата Несватената цивилизација од Добри Војников. Гротескна комедија во два чина. Во представата играат Горан Стојановски, Стрезо Стаматовски, Павел Маслов, Филип Кипровски, Никола Тодоровски и Ивица Цонев. Влезот чини 250 денари. Во продолжение следуваат и вестите од светот. Бројот на повредени во рускиот напад врз украинскиот град Николаев се зголеми на 23, меѓу кои едно дете, а едно лице загина. Украинскиот претседател Володомир Зеленски објави видео на кое се гледа штетата предизвикана од рускиот напад врз Николаев во текот на ноќта. Тој кажа дека Русија не престанува да докажува дека главна цел на војната е теророт и уништувањето на украинците и се украинско, објави Guardian. Во текот на ноќта Русија го гранатираше Николаев со 4 проектили истрелани од Црното море, а оружјето со висока прецизност било насочено кон приватни куќи, историска зграда и една повеќекатница. Бројот на смртни случаи поврзани со COVID-19 е намален за 95% од почетокот на годината, објави денес Светската здравствена организација. Од СЗО сепак предупредува дека вирусот нема да исчезне наскоро, а земјите широм светот мора да научат како да се справуваат со неговите последици, каде најпогодени се луѓето кои се заразени со така наречениот долковиц. Според првиот човек на организацијата, една од 10 инфекции има симптоми на долгорочен ковид, што значи дека на стотици милиони луѓе би можело да им треба долготраен третман. Судот во Бразил нареди суспензија на мрежата Телеграм низ целата држава, откако оваа платформа за пораки не им достави на властите информации за неонацистичките групи активни на неа. Информацијата ја споделија француските медиуми од извори во бразилската влада и правосудството, како дел од истрагата за неонацистички групи присутни на социјалните
мрежи беше наредено суспендирање на Телеграм со оглед дека оваа мрежа не одговори на барањата, изјави на пресконференција министерот за правда Флавио Дино. Компанијата Мател во продажба пушти барбика со Даунов синдром во обид да го направи својот опсег поразновиден и поинклузивен. Американскиот гигант за играчки честопати се соочува со критики дека традиционалната Барби не ги представува вистинските жени, па затоа последниве години создаде и кукли со апаратче за слушање, протетички екстремитети и ортопедска количка. Целта е сите деца да се видат себе си во Барби, како и да се играат со кукли кои личат на нив, велат од компанијата. Оригиналната кукла Барби се појави на пазарот во 1959 и стана своевиден символ за совршено женско тело. Британската манекенка Ели Голдстайн, која има 21 година и е со Даунов синдром, има соработувано со модното списание Vogue и модните брендови Gucci и Adidas и го прослави доаѓањето на новата кукла, признавајќи дека била воодушевена кога ја видела новата играчка. Во 2016 година Мател ги објави за облената Барби или Curvy Барби, високата и ниската петит кукла, како и широк спектар тонови на кожата, што ги одразуваат разните и различни раси и етникуми. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.